Најпрво, дозволете ми да изразам сочувство до сите семејства во Македонија, чии што членови изминатиот период се лекувале или починале од или заради несоодветна терапија, поради лукративни и морбидни вработени на клиниката за онкологија, чест на исклучоците. Исто така сакам да изразам и жалење што денес е прв работен ден на ова собрание после овој исклучително голем и морбиден скандал, а ние како што гледате и сведочите го започнуваме со една нова седница на која што нема ниту една точка по однос на овој скандал. Да имавме луѓе со морал, чест и доблест, уште во саботата вечер ние овде ќе расправавме за оставка на влада. Да имавме председател со чест и доблест, уште во саботата тука ќе дојдеше да ни се обрати на нас, пратениците. И конечно да имавме колеги од владеачко мнозинство со чест и со доблест, денес сите заеднички ќе се сложевме да расправаме по една друга пленарна седница со една единствена точка на дневен ред, а тоа е она што на сите нас ни се случува со болните од рак на клиниката за онкологија. За жал, ништо од ова не се случува. Проблемите само се напластуваат, се тргаат настрана и се таложат, и како што можете да сведочите, ниту еден проблем не може да се реши ако вака се однесувате и го тргате настрана. Еден од нив нерешен остана на 18 август со 123-та седница, која што се прекина без никакво образложение, иако дневниот ред беше исцрпен, говорниците завршија со својот збор, а председателот ја затвори таа седница без никакво образложение. Поради тоа, согласно деловникот кој што апсолутно во ова собрание не се почитува, затоа што после час и половина започнува седницата и не се почитува ниту еден член од овој деловник, а мајде да се повикам на членот 67 став 2 и согласно со доставеното барање од страна на 20 подпишани пратеници на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата, да побарам да се свика продолжение на 123-та седница и барем еден проблем или облак кој што виси над македонските граѓани, да се разреши дилемата околу тоа кој е за или против уставни измени. На ваков начин проблемите само ви се таложат. Нема да ги решите ако вака ги избегнувате. Во овој момент на ова место треба да се зборува за проблемот со онкологија, а не на оваа седница да ни подметнувате закони со европски знамења, со скратена постапка, час пред ова да ја нема седницата на веб страната на собрание, за да сега имаме дополна со еден криминален закон за измена и дополна на кривичниот законник, кој што е всушност само закон за амнестија на владините криминалци. Не знам како не ви е срам и како можете да стоите мирно.